Кратки најави за денешниот дневник. Националната комисија на УНЕСКО бара од општина Охрид да достави целокупната документација за изградба на хотелот во Горица. Православните верници се подготвуваат за најголемиот христијански празник Великден. Радожда полна со гости за празниците, угостителите подготвени за престојната туристичка сезона. Кина денеска испрати сонда на месечината која ќе собира податоци од нејзината темна страна. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот на ТВМ кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и грамотевици и максимална дневна температура до 15 степени Целзиусови. Во сабота локално во западните, југозападните, централните делови на Европа, како и на Балканскиот полуостров и во југоисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици и услови за појава на невреме. Во останатите предели од стариот континент ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Локално во јужните и југоисточните предели со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 23 степени. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо. Во попладневните часови намалување на облачноста и се повеќе сончеви периоди. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се очекуваат кон крајот на денот, а ќе се движат во интервал од 2 до 13 степени. Додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 11 до 22 степени. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови ќе има услови за слаби и локални врнежи од дожд проследени со засилен североисточен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во недела и понеделник по свежото утро со утринска температура од 6 односно 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со максимални 20 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за слаби и локални врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Националната комисија на УНЕСКО бара од општина Охрид да ја достави целосната документација за изградба на хотелот во Горица. Од Министерството за култура посочуваат дека по добивање на потребната документација и информациите од општина Охрид, Националната комисија на УНЕСКО ќе се произнесе со своји заклучоци и препораки во однос на изградбата на хотелскиот комплекс. Националната комисија на УНЕСКО на седница ја разгледа актуелната состојба со изградбата на хотелски комплекс на туристичкиот локалитет Горица во Охрид. Членовите на комисијата донеле заклучоци со барање до општина Охрид како надлежен орган за доставување на целокупната документација околу изградба на предметната локација. Како што соопшти од Министерството за култура, седницата се одржала на иницијатива на министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска. Министерката посочила дека со оглед на надлежноста и одговорноста што комисијата ги има, ова тело не смее да остави простор за изигрување на постојната законска регулатива поврзана со заштита на светското природно и културно наследство. Затоа Националната комисија на УНЕСКО побара од општина Охрид да ја достави целокупната документација поврзана со предметната парцела, урбанистичка документација за предметната градежна парцела како извод од план или урбанистичка документација врз основа на која е планирана оваа градба и со која е оформена градежната парцела, договори и анекси на договорот за отуѓување на градежното земјиште со електронско јавно наддавање за градежната парцела, одобрение за градење на градбата од градежната парцела, проектна документација за градбата, врз основа на која е издадено одобрението за градење, известување за почеток на градба, дозвола за сечена шума согласно закон и сите други документи поврзани со предметната парцела, а биле потребни за реализација на градбата од градежната парцела, соопшти од Министерството. Од Министерството додаваат дека со оглед на тоа што представниците на надлежните институции и членки на Националната комисија се изјасниле дека немаат никаква документација поврзана со предметот, бил донесен заклучок од општина Охрид, чиј представник не присуствувал на седницата, да биде побарана целокупната документација која датира од 2011 година наваму. Во воведот на седницата Костадиновска-Стојчевска посочила дека до надлежните институции од културата не било доставено барање за изработка на планска документација. Исто така за предметната локација не е доставено никакво барање до Национална установа Завод и музеј Охрид и не се изготвени заштитно-конзерваторски основи, велат од Министерството. Проект за изградба на предметната локација не е доставен до надлежните институции од културата, бидејќи во тој период не беше донесен план за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. По донесувањето на планот за управување со регионот не е доставен проект ниту до Комисијата за управување со природното и културно наследство на Охридскиот регион, ниту до Националната установа Завод и музеј Охрид. Од Министерството посочуваат дека по добивање на потребната документација и информациите од општина Охрид, Националната комисија на УНЕСКО ќе се произнесе со своји заклучоци и препораки во однос на изградбата на хотелскиот комплекс на Горица. Денеска е Велики петок, најтажниот ден во годината, кога христијаните се сеќаваат на страдањето на Исус Христос. Верниците ги посетуваат црквите, каде во молитва се подготвуваат за радосната вест за воскресението на Спасителот. Охридските храмови од изутринава се полни со верници кои се молат, палат свеќи и се подготвуваат за празникот над празниците Великден. Денеска е Велики петок, најтешкиот ден во христијанството на кој верниците си спомнуваат на крстните страдања, смртта на Спасителот Исус Христос и полагањето во гробот. Во црквата наместо литургија се служат царски часови и оплакувањето кои ниту едно човечко срце не го оставаат рамнодушно. Проникнуваат длабоко во сршта на човековото битие и јасно не повикуваат, не отрезнуваат пред се да ги согледаме нашите гревови, нашите слабости, немојки, а во исто време па гледајќи ја љубовта која што се полага во гробот, не потикнува да ја зацрстиме уште повеќе и нашата љубов и нашата ревност и така заедно со него ние да не се плашиме да страдаме, туку за гревот да умреме, а потоа по неговата милост заедно со него и да се воскреснеме.
Црквата за Велики петок пропишува строг пост по знак на таговно сеќавање на настаните од она време. Покрај постот на денот на христијанската жалост не се работи. Верниците ги посетуваат црквите каде што оставаат дарови и цвеќе и поминуваат под плаштеницата, поставена на специјално украсена маса пред олтарот која го представува Христовиот гроб. Овие денови се едноставно денови на кои што сите треба да одговориме на повикот, а тоа е да бидеме внатре во црквата, бидејќи сите овие настани не се настани кои што некогаш некаде се случиле, туку сега и овде се случуваат, а наше е пак да се потрудиме да бидеме живи и активни сведоци и директни учесници на сето тоа. Доаѓаат и туристи, забележително е нивното присуство и повторно ќе кажам да се потрудиме на вистина оваа љубов што Бог ни ја дарува со радост да ја примиме и што ми ја примиме со уште поголема ревност и радост и ние да возвратиме. Ке возвратиме кон Бога, но да возвратиме и кон нашите ближни. Покрај посетата на храмовите, граѓаните се подготвуваат да ја прослават радоста на Воскресението во своите домови со најблиските на празнична трпеза. За многодини денов да ни поможи Бог. Си го чекаме големиот празник христијански и Воскресение Христово. Еве долги години сум во црквата, скоро 57 години. И многу ми е мило и драго што многу се намножи народот, тргна по црквата. За Великден си идеме на Велија сабота вечерта на Воскресение Христово, а другиот ден славиме со марсна трпеза, све за ручек, да е све во ред. Христос го даде својот живот на крст за ние да имаме живот вечен. Со неисчекување го очекуваме Великден, со молитва, со пост, најубавиот верски празник. Ние го дочекуваме со голема радост. Секако последни денови поминуваме што повеќе во црква, и ако ги поминувавме и предходните, сите нормално служби, се трудиме да им покажеме на нашите деца колку е важен празникот, читаме со нив библиските текстови и секако украсуваме великденските јајца. Утре на Велика сабота во црквите се служи последната литургија во подготвителниот период за Великден, а на полној ќе биде објавена радосната вест за Воскресението Христово. Радожда деновиве посетена од голем број гости кои решија празничните денови да ги поминат на Охридското езеро под падините на Јабланица. Во рестораните најзастапени се рибните специјалитети кои се подготвуваат на традиционален начин. Угостителите се подготвени за престојната туристичка сезона. На само 10 километри од Струга, веднаш до албанската граница, се наоѓа езерската убавица Радожда, сместена во падините на Јабланица. Белите каскадно наредени кујкички се огледуваат во Охридското езеро. Позната по чудесните изгресонца, велат тука магично се чувствува раѓањето на денот, токму затоа го носи името. Во минатото земјоделско-рибарско, а денес туристичко село. Во рестораните најзастапени се рибните специјалитети, кои се подготвуваат на традиционален начин. За првомајските празници и деновиве имаат голем број посетители, а очекуваат плодна туристичка сезона. Најбројните туристи ни се претежно Скопје, Битола, Охрид, од цела Македонија. Претежно имаме и странски гости од Германија, Холандија, цела понудата ни е претежна со рибче. Имаме специјалитети, јагула во тава, имате тресена пастрмка, белвица, крапче имате исто вкусно. Во селово имаме 7 ресторани кои активни се околу 6 моментално. Работат претежно сите со фамилиарен бизнис, така функционираме тука. Селото со варушки лик сличен на медитеранските градчина е старо 10 векови. Радожда е место го е плени со езерска хармонија. Остава без див, го враќа спокојот и мирот. Најчести посетители се жителите од регионот, но има и туристи од подалечните земји. Абе сега убаво е за живење, ама нема пари. Слабо со пари. Порано помалу се земаше, повредна беше парата. За рибарско и печалбарско. На друго место не оде, нема ко сеа странство, што се ојт. Сега тогашно време то беше. Туризам се живее. Да. Имат 8 кафани и кој со среќа, секој со среќата своја.
Имат од Скопје, од Битола, од Македонијава наша. Идат и од постранство, ама послабо. Ja ti vikam, imam dve kući tu, jedna od žena mi, jedna od sina mi. Da viš na leto ima turisti, koliko zakaš. Радожда се смета за еден од најубавите предели на западниот брег на Охридското езеро. Во селото денес има 7 цркви и околу 700 жители. Денешното издание на емисијата Прашалник посветено на парламентарните избори кои ќе се одржат на 8 мај. Денешни гостинки на Сонја Рилковска се носителката на листа на изборна единица 5 од партија Левица Јована Мојсовска и кандидатките за пратенички во петката Жаклина Лазаревска од СДСМ и Лидија Петковска од ВМРО ДПМНЕ. Емисијата Прашалник е во својот редовен термин во 17:30 часот веднаш по првото издание на Дневникот. Владата одлучи да се врати старата цена на осигурувањето од автоодговорност на нивоот пред 25 април 2024 година. Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои информацијата со предлог измени и дополнувања на тарифата на премии за осигурување на собствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица. Усвоените измени и дополнувања од страна на владата се по предлог на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност при Министерството за финансии и со нив се утврдува опсек од 15 до 30% во кој што друштвата за осигурување можат да го определат делот на премијата за вршење дејност на осигурување од автомобилска одговорност. За износ на трошоците над 30% предвидено е друштвата за осигурување да побараат претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, информира од владината пресслужба. Одлуката на владата значи враќање на цената на осигурувањето на автоодговорност на ниво од пред 25 април 2024 година. Дополнително е утврдено дека Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност најдоцна до 30 септември секоја година до владата доставува предлог за минимална и максимална стапка на техничка премија за осигурување за следната година. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Камион влетел меѓу ученици на прослава во Киргистан. Тешко се повредени 29 ученици на возраст од 9 до 16 години. До несреќата дошло кога камион за сладолед почнал да се спушта по удолницата, но наводно рачната сопирачка на камионот не била правилно затегната, па по извесно време попуштила и возилото влетело во гледачите на културна манифестација за поетско читање. Според информациите, возачот и лицата кои биле задолжени за обезбедување на настанот го бркале камионот кој што неконтролирано продолжил да се движи уште неколку метри. Возачот на камионот бил приведен, а за полицијата изјавил дека тој не бил во возилото и дека разговарал на телефон кога видел дека камионот се движи. Невремето кое донесе огромни поплави на југот на Бразил предизвика најголемо уништување во последните години. Бројот на загинати во најјужната бразилска држава Рио Гранде до Сул е 29 лица. 60 лица се водат за исчезнати, а раселени се над 10.000 луѓе, соопштила цивилната одбрана на Рио Гранде до Сул. Владата прогласила вонредна состојба за да се справи со драматичната ситуација. Повеќе од 300.000 луѓе останале без електрична енергија откако пукнала брана во мала хидроцентрала. Од кабинетот на председателот Лула да Силва соопштиле дека ќе испратат онолку луѓе колку што е потребно и дека ќе вложат максимални напори за да помогнат во решавањето на ситуацијата во оваа јужна сојузна држава. Светската награда на УНЕСКО за слобода на медиумите годинава одика и палестинските новинари за нивната храброст за известувањето во тешки и опасни околности. Наградата на годинешните добитници им беше доделена синоќа во Чиле. Генералната директорка на УНЕСКО Одри Азулеј рече дека со наградата се оддава почит на храброста на палестинските новинари кои известуваат за војната во Газа и дека со оваа награда се слави слободата на медиумите. Комитетот за заштита на новинарите со седиште во Њујорк соопштил дека најмалку 97 новинари и медиумски работници се убиени од почетокот на војната на 7 октомври, а од 1 мај до сега се пријавени уште 16 повредени, 4 се водат за исчезнати, а 25 се уапсени.
Кина денеска испрати сонда на месечината која ќе собира податоци од низината темна страна, соопшти кинеската национална вселенска администрација. Лунарната сонда Чанге 6 е прва ваква мисија во историјата на човештвото, јавуваат кинеските медиуми. Сондата треба да се врати со примероци кои би можеле да обезбедат увид во разликите помеѓу помалку истражениот регион од далечната страна на месечината и подобро познатата блиска страна. Пекинг има амбициозна програма која има за цел до 2030 година да испрати екипаж на мисија на месечината. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!